Коптева на ваша страна, добро вечер. За 1% од вработените голема врева, или пак не. Кон каков даночен систем се стреми државата, што значи за социјалдемократска влада да си богат во Македонија, а што средна класа? Дали планираниот прогресивен данок води кон правично општество и ги таргетира на вистина богатите? Парцијална или темелна даночна реформа? Се ова прашања кои што се отворија со најавите на владата за воведување на прогресивниот данок. Многу дилеми во јавноста дали воопшто треба дебата за само 1% засегнати или не, но сепак прашањето отвара многу дилеми пред се за насоките околу даночниот систем кон кој што стреми државата и од тука вечерва на како повод прогресивното оданочување. На Жешко столче да го ставиме советникот на министерот за финансии Бранимир Јовановиќ. Добро вечер. Добро вечер. Наспроти представници на дел од бизнис заедницата, Даниела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори. Добро вечер и добре дојдовте. Професорот Борче Трајновски, добро вечер и добре дојдовте. И Анита Никова, извршен директор на МАСИТ, добро вечер и за вас. Главно во овој формат, подиумот ќе биде во голем дел ваш, но за почеток еве неколку прашања до господинот Јовановиќ. Дел од моите гости доаѓаат директно речиси заедно со вас од состанок во Министерството за финансии, на кој што сега се прават консултации околу законот за данок на личен доход. Не е ли ова народски кажано малку свадба после тапани, бидејќи воопшто не соодветствува на она што значи транспарентен принцип на оваа влада, а тоа е прво објавување на законите на ЕНЕР, па јавни консултации, па јавни дебати, ваквов состанок без оглед на ширината, бројот на луѓето кои биле присутни, сепак зад затворени врати пред се, е далеко од тој концепт на транспарентност при носење на клучни реформи што го промовираше оваа влада. Да, па самиот кажавте дека тој процес треба да изгледа така што законот се објавува на ЕНЕР, па после почнуваат јавните консултации. Да, ние не го објавивме законот се уште на ЕНЕР, но не го објавивме затоа што има законски рок кога се објавува нешто на ЕНЕР, односно прво 5 дена треба да стои како најава и дури тогаш се објавува текстот на законот. Ние утре ќе објавиме текстот на законот на ЕНЕР, за да заштедиме време, односно да го искористиме времето продуктивно, така да кажам. Го објавивме законот на нашиот сајт во истиот момент кога го презентиравме на пресконференција. Добро, тука сега може да дебатираме уште долго дали се објавува нацртот, а не предлогот кој што упатува. А во овој случај спецификата е бидејќи станува збор за закон кој што очигледно според изјавите на премиерот ќе биде донесен. Рече ќе се донесе таков каков што е, и кој што очигледно според динамиката на планирање и другите законски рокови за планирањето на буџетот упатува дека сето ова што е овдека содржано е веќе вкалкулирано. Оттаму повторно прашањето. После свадба тапани или не? Или формализирани консултации и разговори колку за да се задоволи процедурата? Две работи, молам само оставете ме да се доискажам. Значи после свадба тапани имаше, не знам дали вие на тоа мислевте, но имаше некои други што кажа дека сме требале да организираме дебати, односно дискусии пред да излеземе со предлог закон или што и да е. Мислам дека тоа не е издржан аргумент, затоа што не можете да организирате дискусија за нешто што не постои. Зашто ќе разговараме ние за идеи? Па не сме филозофи за да разговараме за идеи. Ние сме во вработ, јас сум советник на министерот и таму сум на таа позиција за да носам регулатива, да советувам како да се предлага регулатива од областа на даноците. Така што мислам дека тој аргумент не е издржан, а така што не би зборил за свадба после тапани. Она второто. Си знаеш што беше второто? Второто е пак после свадба тапани во контекст на тоа дека на изјавата на премиерот не се повлекуваме и на фактот дека роковите за носење на буџетот за едната година се такви што упатуваат на фактот дека сето ова што вие сте го испланирале е веќе вкалкулирано во тој буџет, па од тука сите тие консултации кои што сега ги вршите се практично за џабе. Значи, кажавте дека премиерот кажал дека законот ќе биде донесен. Мислам дека не може премиерот да каже дека законот ќе биде донесен затоа што закони носи. Не, премиерот рече дека не отстапува од проекциите, од стапките. Да, така е. И дека ќе стапи на сила. Законот го носи Собранието на Република Македонија. Ние како министерство не го носиме, ние го предлагаме. Така што ќе се случи со законот
е во раците на собранието. Што ќе направи собранието, ја не можам сега да кажам, не можам да преюдицирам. Што се однесува до буџетот, слично е работата и кај буџетот. Буџетот има формално правно форма на закон, тој е соевиден закон, кој што исто така го предлага Министерството за финансии, го праќа до влада и понатаму владата го преследува до собранието и собранието го носи. Така што моќта за сите овие за одлучување за овие работи е во раците на собранието. Што ќе се случи со тоа, не можам да кажам. Предлог буџетот за 2019 година се уште не е објавен, така што не би шпекулирал, не би преюдицирал за тоа што е вклучено во него. Ние сега дискутираме за предлог законот за данок на личен доход и за тоа можеме да разговараме. Во ред, меѓутоа, ако овој дел не ви е вкалкулиран, а го врзувате со исто така пакет на социјални реформи, тогаш укажува на еден друг сегмент, на многу поголема несериозно. Сега не сте искрен во првиот дел кога велите дека ова не е вкалкулирано или во... Не, се извинам, а не ставајте зборови во мојата уста кои не сум ги кажал. Значи не кажав дека не е вкалкулирано, не кажав дека не сакам да преюдицирам, односно шпекулирам дали е ставено или не. Ќе биде објавен буџетот, предлог буџетот за 2019 година за некое време, кога ќе биде објавен, тогаш ќе зборуваме. Поголеми експерти од мене кои што ќе ви кажат дека мора да е вкалкулирано. Бидејќи вие кога излеговте во саботата, тоа го поврзавте и со сет на социјални мерки. Ако тоа не ви е вкалкулирано во буџетот за 2019, не, сакам да кажам дека зошто одбивате потврден на одговор на нешто што им е јасно на сите, дека ова е вкалкулирано. Затоа што буџетот за 2019 година се уште не е проследен до собрание. Што да ви кажам за нешто што е работа во прогрес, па не мислам дека не сериозно да зборам за такви работи. Ќе зборуваме за буџетот наскоро, кога ќе биде проследен до собрание. Навистина не гледам потреба, не дека бегам него. Не е сериозно се зборува за нешто што се уште не е официјално. Добро. Ќе оставиме таа процедурална работа и заклучокот на гледачите. Професоре, во јавноста излегува и покрај острите реакции на сите комори 4, излегува оценки дека па и што е ова толку голема врева кога се засегнати само 1% од вработените. Другите 99 нема ни да бидат тангирани и што сега да толку се крева галама. Па видете, во суштина во право среден начин, во оваа законска регулатива, меѓутоа гледам јас друг сегмент, односно друга идеја која сака владата да ја покаже, односно порака која сака да ја прати. Претпоставам ви колегата Бранимир Јовановиќ ја спомна неколку наврати во некои други изјави и така натаму, дека ова е порака дека сакаме да го смениме начинот на работа. Че сакаме да тргнеме кон една ситуација кога ние ќе сакаме да ги зголемуваме даночните стапки, ќе одиме кон прогресија, ќе одиме кон начин на обезбедување на повеќе јавни приходи. И така натаму. Значи тоа е еден нов начин кај што дебатата и зошто стана? Дебатата е повеќе идеолошка. Во овој момент се крши, како да кажеме, менталниот склоп на граѓаните во Република Македонија, дали на една страна сакаме она што е наречено неолиберализам, односно еднакви услови за сите пред да се редистрибуира доходот, или сакаме прокензијански или лево ориентирана редистрибуција на веќе создадениот доход. Тоа се дилеми кои постојат на секаде. И сега мојата дебата повеќе би одела во насока кој е исправно. Се отвараат неколку прашања тука. Прво, зошто понатаму се крена време? Се крена време затоа што излеговме на политичка криза која имаше голема неизвестност кај нас. Значи граѓаните беа толку напатени од политики кои немаа реални ефекти, кои нема завршетоци очекувани и така натаму, така да се уште постои страв кога ќе се најави некоја нова реформа. Тоа е едното. Понатаму мора ова да го поврземе со инерцијата, односно навикнатоста на граѓаните и на популацијата на веќе едно постоечко даночно решение. Значи вие во таква ситуација не треба да запознаеме дека постои една инерција кај бизнисите и кај граѓаните на постоечкиот закон кој беше едноставен, релативно ниски даночни стапки, што не треба да го занемари и власт, и сега на една поставува ново решение. Затоа дополнително се крена врева. Зошто се крена најголемата врева? Гледам се дискутира и за ова често во последните неколку дена, меѓутоа тука треба да се стави главниот поент ефикасноста на државата. Ние направивме неколку студии кои што покажуваме дека ефикасноста на нашата држава е прилично ниска. И во таква ситуација вие барате нешто, а она што го давате не ви е генерално евалуирано и внесено. На пример, сега се најавија социјални мерки, меѓутоа ние мораме да имаме големата слика.
Ние се наоѓаме во ситуација кога имаме несоберени даночни приходи, кога имаме незавршени постапки за одговорности, легислативи во определени делови кои не е допрецизирани и така натаму, каде што ако ме прашате мене може се обезбедат многу пати повеќе средства од овие, а вие барате ново решение. Значи тука се предизвика уште еден дел кој што предизвикува исто засегнатост, односно како да го кажам, ја засилува дебатата на граѓаните. И сега само би завршил, пошто ме прашавте во однос на кренатата врева за даночните решенија. Даночните решенија какви треба да бидат? Ако ме прашате мене каков треба да биде данокот, односно треба да биде таков за да не предизвика преголема промена во однесувањето на економските субјекти и да собере приходи од местата кај што ќе предизвика најмала болка на бизнисите и така натаму. Че секоја паметна влада треба да се стреми кон таков данок. Која е логиката на решението кој го предлага владата? Се нарекува маргинална жртва, односно и богатите и сиромашите да имаат иста болка која плаќаат данок. Тој што има 1 милион денари и тој што има 10.000 денари не е исто 10% кај едниот и кај другиот, така да иста болка да почувствува. И едниот и другиот. Меѓутоа во таква ситуација мора да се повикам на, затоа малку може филозофски ќе ви звучи, на една изрека од Галбрейт. Тој вика како треба да постапи владата во овој случај. Треба да искубе гуската без да крекне гуската. Че треба да направи такви даночни решенија без да го направи она што се случува меѓу нас преголема време и бизнисите да имаат повеќе реакции. Владата според мене можеше приказната и многу побаво да ја заокружи. Пак сега се извинувам што ќе го искористам вашиот израз, но гуската крекна, односно не годуваат 4 стопански комори. Овдека имаме представник на една, иако речи си се сите едногласни. Арсовска. Зошто толкави реакции? Дали се преоптеретувањата за бизнисот преголеми? Дали времето е прекратко или се газдите во принцип скржави? Многу убаво прашање. Накратко. Првиот сегмент кој што е многу важен, а тоа е сега пред малку значи го спомна професорот. Не можете да очекувате дека нема да има реакција кога нешто носите со најава пред имплементација од само 1 месец. Имаше најави, вистина е дека имаше најави. Ние во 9 месец сите организации, односно сите стопански комори, доставивме одреден предлог. Практично не можеме да кажеме дека било кој од овие субјекти е против воведувањето на прогресија во оданочувањето, затоа што сите сме свесни дека владата доколку носи политичка одлука, дека многу малку може да ја смени таа политичка одлука. Затоа па и тие се единствени кои што имаат политичка одговорност по основ на одлуките кои што ги носат. Да, и се чини тука е социјалдемократска влада, ова беше најавено дел од програмата. Значи политичките одлуки ние не можеме да ги коментираме, тие се одлука која што секоја влада се ја носи на кој начин ќе ги води политиките и во овој случај нели буџетот и финансиите, тоа е нешто во кое што ние не можеме да навлегуваме. Меѓутоа можеме да кажеме што сметаме дека за нас е критично од аспект на тоа што ќе произведе понатаму проблеми во имплементацијата и ќе предизвика навистина непријатности од аспект на тоа дури нешто кое што не сте го очекувале, како сега велите дека ќе има некоја минорна евазија, што не е точно. Нашите анализи кои што ги доставивме во 9 месец многу убаво покажаа какво е расположението на заедницата. Треба да се земат во предвид и најголемата мака која што имаат луѓето е што се прва неприлагодени кон ова решение. Вие доколку претходно спомна господинот од Министерството за финансии дека има одредена процедура нели на објавување на законот на ЕНР, понатаму нели се дава можност да се дадат одредени забелешки на тоа законско решение кој што ќе го дадете. Меѓутоа, Европската унија, препораките и нивни и на Советот на Европа се многу децидни и кажуваат дека сите засегнати релевантни страни треба да се повикаат во процесот на драфтирање на примарната и на секундарната регулатива. Тоа значи и законите и подзаконските акти треба да ги вклучите оние кои што ви се релевантни страни во нивното драфтирање. Ние не бевме вклучени во ништо, добивме само готово решение спремно за донесување, односно за имплементација. Доколку 9 месеци или не знам колку време вие сте го подготвувале ова решение, имавме можности да учествуваме во сите овие ставки тука кои што се ги навеле како промена на
даночењето, значи имате прогресирање од 10 на 18% и од 10 на 15%. Верувам дека најпрвен менталната нишка кај сите оние кои што работат во секторите, притом мора да признаеме дека ова не ги засега само бизнисите, ова ги засега и обичните граѓани, а на крајот од денот и сите ние сме обични граѓани. Нашите компании се микро, мали и средни предпријатија. Никој од нив не можете да кажете дека е богат. Што повеќе, никој од нив па и нема на 90.000 денари плата која што се цели да се оданочи. Меѓутоа, има многу реперкусии кои што може да настанат, а тие можеби и понатаму во емисијата ќе имаме можност да ги дискутираме. Сите ќе имате можности за отворени директни прашања. Несигурноста е она која што им ги предизвикува најголемиот број на реакции, а тоа е зошто да најавите еден месец пред да го ставите на гласање и веќе на финална имплементација. Ќе одговорите да ја слушнеме и господја Никова, бидејќи најголем дел од реакциите и најчесто споменуваната професија, која што се смета дека ќе биде на удар од оваа мерка, се вработените, високо квалификуваните кадри во информацијско-комуникацијската сфера. Зошто? Убаво кажавте, ние ова го сваќаме скоро лично. Значи, во ИКТ индустријата имаме компании кои што работат според закон скоро 100%, ги запазуваат сите можни обврски кон државата. Ние со години наназад, преку сите комори, не само МАСИТ, работиме на тоа да компаниите станат што е можно поусогласени со законската регулатива. Таков и проект воедно во моментов имплементираме сите 4 комори заедно, сапортиран од USAID. Така што навистина се наоѓаме во една ситуација во која компаниите во IT секторот навистина ги плаќаат сите своји обврски, не го плаќаат минимумот од обврските, ги плаќаат сите плати на сите придонеси на фул плати. Значи ние во ниедна компанија скоро нема да сретнете каде што некој дава пари на рака. Тоа е едно. Плюс на тие давачки, компаниите имаат куп бонуси и куп други активности кои ги финансираат и сапортираат, на кои дополнително плаќаат даноци. И сега доаѓаме до сивата економија, каде што ние од друга страна имаме сериозна нелојална конкуренција, каде што навистина голем дел од сивата економија во Македонија не се адресира години наназад, не слушнавме во ниеден наврат, или можеби јас не сум слушнала во ниеден наврат како ќе решаваме сивата економија. Секоја држава има сива економија. Балканот е познат и има имидж за тоа дека има висока сива економија. Самата држава Македонија мора да се посвети на решавање на сивата економија. Вториот многу битен фактор е одливот на ИКТ кадри кој секако се случува во нашата држава. Нашите кадри се апликабилни во сите земји, особено во Western Europe или во Северна Америка. Така што они постојано добиваат пакети за иселување на LinkedIn и на Facebook, не пакети за лично иселување, него пакети за иселување фамилиарно, каде што сите дополнителни давачки ќе им бидат подредени од страна на компаниите кои што ги канат да се иселат и од друга страна компаниите и луѓето кои од ИКТ секторот веќе се селат, значи тоа секако ќе се продолжи да се случува, само може да биде засилено од ваква мерка од страна на државата, се селат не поради други причини, туку поради социоекономската состојба во нашата држава. Значи, тука зборуваме за школството, тука зборуваме за здравството, тука зборуваме за еколошката средина во која живееме и секако правото и владењето на правото во нашата држава. И сега имам тука една дилема околу ова иселувањето, бидејќи ако се иселат, дури и да им бидат да ги прифатат тие фамозно примамливи понуди во зависност од квалитетот на кадарот, нели? Сепак ќе се соочат и со во одредени држави со многу поголеми даноци и многу поголеми обврски отколку што би ги имале овде. Но и поголеми бенефиции од социоекономски аспект. Значи, ние дефинитивно во МАСИТ сме заговорници да ги враќаме луѓето што се иселиле. И дефинитивно истото го делиме како вас на мислење дека давачките тамо за тој живот ќе им бидат навистина многу поголеми и остатокот за лична потрошувачка или домашната кошничка која што ја трошат тамо насpreти тука ќе биде во многу помал обем, затоа што ќе имаат навистина многу поголеми давачки. Државата заедно со коморите навистина треба да спроведе и да разработи една стратегија
стратегија за тоа како да направиме не само ИКТ кадрите, сите кадри кои ни заминуваат од државата, веќе со таква состојба се соочува и индустријата. Значи да можеме да ги задржиме во државата и воедно да ги вратиме тие што заминале, а не да правиме обратно пропорционален Јованови, значи првото е генерално прашање, потоа ќе следи можности за директни прашања до вас. Првото генерално прашање е брзината, нетранспарентноста и неинклузивноста во драфтирањето на самите предлози. Ајде да пробам да одговорам на не можам на се, но барем на поред мен најзначајните работи кои што беа кажани. Околу ова, дека се брза носењето на законот, дека нема доволно време, како прво не е 1 месец, 2 месеца се, законот беше објавен на 3 ноември, стапа на сила на 1 јануари, тоа се 2 месеца, не 1 месец. Ајде да не се фаќаме сега за детали. Јасно ми е мене дека потребно е одредено прилагодување од страна на компаниите, дали во смисла на плановите за наредна година, буџетите што и да е, софтверите што и да е. Јасно ми е тоа. Но не мислам дека 2 месеца се малце време за тоа. Еве ќе ви кажам пример, конкретен. Буџетот на Република Македонија, еве сега правевме ребаланс, прилагодување на буџетот, во моментот го правиме за цела држава, буџет од 3 милијарди евра за 130.000 вработени или колку и да е, и можеме да го направиме во рок од месец дена. Буџетот за догодина, кој што е од сличен толкав обем, кој што е многу поголем од било кој буџет на било која фирма, исто така ги е направен во период кој што е еднаков или пократок од периодот што го има. Не е проблемот за тоа колку вие во финансии за колку време можете да го направите, туку за реперкусиите од тоа, бидејќи сега да не се враќаме на ребалансот и реперкусиите од ребалансот се големи и кажуваат многу за политиките. Да не зборуваме сега, мислам, можеме да зборуваме ако сакате, но ајде да пробаме прво на она што сега кажано. Ево сатив коментарот на господја Арсовска во насока дека нема доволно време за да се прилагодат. Не мислам дека 2 месеца се малку време. Околу драфтирањето. Па не се согласувам исто дека не сте вклучени во драфтирањето. Драфтирањето на законот сега се прави, односно имаме ние еден предлог закон, финалниот текст на законот ќе биде, во него ќе бидат вклучени сите коментари кои што сметаме дека се издржани, кои што ќе ги добиеме во наредниот период. Значи имаме да се променат стапките на данок. Како? Значи нема да се променат стапките на данок. Дали ќе се променат или не, јас не можам сега да ви кажам. Ќе видиме на крај. Само накратко, затоа што ми одговарате на прашањето само едно. Како можете вие како Министерство за финансии да кажете на едно семејство од 23 или до 10 луѓе кои што работат во сопствено мало предпријатие, кои што веќе ги испланирале активностите по основ на сите трошоци кои што ги имаат за живот за наредните година, 2-3, не зборуваме за краткорочни, за долгорочни планирања, дека ќе ги оптоварите дополнително, еве, по основ на закуп, данок за закуп со дополнителни 5% во наредната година, а тие можеби немаат толку за да ги покријат тие трошоци затоа што работат на минимална плата. Значи, на кој начин вие на нив тоа ќе им го објасните дека вие можете да направите со 140.000 или 50 администрација? Може малку математика. Ако зборуваме за, не знам, некое семејство кое што викате работи на минимална плата, да предпоставиме дека тоа живее во изнаемен стан, тоа семејство би плаќало. Не изнаемен бизнес зборувам. Окей, може, окей, кажете што е прашањето. Ете тоа ми е прашањето, како вие ќе им ги вкалкулирате затоа што тука имате покачување на даноците на како ние да вкалкулираме на фирма. На 11 ставки. Прашањето е како тие, бидејќи вие спорите дека има доволно време, прашањето на госпоѓа Арсовска е дека нема доволно време, бидејќи ако што и да е, дали е фирма, дали е семејство кој што изнајмува стан за живење, небитно. Не, погрешно ми разбирате прашањето, за да не отидеме во погрешна насока. Значи, ако имате вие килја, плаќате килја, не знам, од 200 евра месечно, до сега сте плаќале, ете да кажеме, данок од 10%, сте плаќале на 200 евра, 20 евра, со 15% данок ќе плаќате, колку ќе плаќате 30 евра. Мислам дека тоа многу едноставна математика за било кој. Дури за луѓе од, не знам, од 10 на години. Извинете, изгледа дека прашањето кои што ви го поставив може ли само да се доискажам за да не ми одговарате во погрешна насока. Мене да се доискажам. Апсолутно, меѓутоа да не ми одговарате во погрешна насока. Имате 10 ставки, односно 11 ставки на данок кои што ги менувате во новиот предлог закон, во драфтираното
самото решение. Од секој од нив произлегуваат трошоци. Не зборуваме за закуп на деловен простор за еден бизнес. Збор се извинувам. Значи тоа се некои работи кои што се прилично мали, големување на трошоци за работењето на еден микро или мал бизнес. Добре, ќе дојдеме до трошоците, може или сега се извинувам, ќе ме оставите да зборувам или ќе мора да бидете пократок во ќе бидете да не отидеме да појаснам дека ова е не оставете ме сега да зборам. Што е поентата? Што е поентата да ме викнете во емисија и да не ми дадете да зборам? Не, ви дадов конкретно прашање. Дајте ми да одговорам сега на прашањето. Дајте ми сега на прашањето. Значи беа кажани 10 работи. Сега ме прекинувате. Океј. Мислам ја разбирам дека сакате да ме изнервирате. Нема да успеете во тоа, но сега сме насмејани и расположени како нервирање. Барем да пробаме да се разбереме културно и цивилизирано. Сакам да поентирам за моменталната ситуација, за тоа ве прекинав. Океј, ќе поентираш после, пошто ја не те прекинував тебе додека зборуваше и пред како беше во Министерството за финансии, исто така не те прекинував додека зборуваше, океј? Добро, ти благодарам. Значи, околу ова не се согласувам апсолутно дека 2 месеца се малку време за ова. Ќе ви кажам еден друг пример. Дали кога се носеше рамниот данок, колку време имаше тогаш и дали некој се бунеше, односно дали вие се буневте што тој данок се воведе преку ноќ, буквално преку ноќ, без никаков предлог закон, без анализа, без дебата. Не се буневте. Така што ја разбирам и многу е добро што почнувате. Многу е добро што почнувате да се буните и да зборувате во јавност после 11 години молчење. Многу е добро тоа што се молчали 11 години, за чега треба повторно да молчите. Извинете, имаме ние изјави од последните 5 години. Само аргументирано, не може да лажете. Ве молам без упаѓање во збор, затоа што јас не ви упаѓам. Ајде вака, професоре, се извинувам само да еден коментар околу програмерите. Значи, ние имаме исклучителна почит кон програмерите и кон IT индустријата и навистина сметаме дека тоа е она што може, што е движи во моментот македонската економија и што може и треба да ја движи во иднината. И затоа сметам дека воопшто не треба да се сваќаат работите лично. Апсолутно не треба да се сваќаат лично, треба да се сватат јавно, односно треба да се свати оваа предложена промена во насока на подобрување на јавната сфера во оваа држава, на системното функционирање на јавните финансии. До сега имавме данок кој што беше неправеден, кој што оние кои што заработуваат повеќе ги одночува несразмерно помалку од оние кои што заработуваат помалку и сакаме да коригираме таа неправда. Тоа е првото. И мислам дека и вие ќе согласите дека тоа е правично. Второто е дека како што и самата кажавте, лицата се иселуваат, програмерите при другите луѓе се иселуваат од оваа држава не заради да носат, се иселуваат заради, како што спомнате, загаденоста, здравството, образованието и сите тие други работи. Но знаете што? Сите тие други работи не се решаваат на ниеден друг начин освен со повеќе трошење од страна на државата. Не може државата да го подобри здравството ако не инвестира, ако не гради нови болници, не зголеми плати на доктори, слични со образованието. Така што со овој мал чекор сакаме да пратиме јасна порака дека се движиме во таа насока, во насока на градење на поправеден систем на јавни финансии, на трошење на јавни услуги. Да, 25 милиони евра не се многу, не се доволно за се коригираат сите овие работи, но сепак е ова некоја символична порака. Дополнително, овие 25 милиони евра ќе бидат потрошени пред се за помагање на најсиромашните граѓани во оваа држава, односно за воведување на гарантиран минимален приход. И сигурен сум дека вие ќе согласите дека тоа е вистинска кауза, односно вистинска работа на која што ова влада треба да го посвети. Тоа е посебна дискусија која јас не би отварала сега. Еден по еден, да, со реплики, повелете. Да, само на кратко би сакала да адресирам на тоа дека доколку навистина имате почит кон ИКТ индустријата, тоа и на нас ни го напомена министерот за финансии кога бевме на состанокот на 24 јули годинава, каде што ние проактивно како организација и од бизнисот реагиравме уште тогаш на потенцијалните измени кои беа најавувани, кои во одредени инстанции и дел од вас од Министерството ги сметаат за отворена јавна дебата и се повикуваат на уште тие термини дека биле отворени за дискусија, што ние воопшто не се согласуваме. Го спомна и моите претходни говорници дека ова е толку на брзина донесено, дека месец и пол, нема 2 месеци, господине, 7 сме, месец и пол дека ќе имаат компаниите време да се подготват. Вие дали сте работеле во приватен сектор и во приватен бизнис? На вистина тогаш не знам во каква компанија сте работеле вие, ние збориме за многу различен тип да довршам пошто ние на вистина ве сослушавме. Така да од тој аспект на вистина сметам дека не ви се добри, мислам, тие аргументи што ги кажувате. И второ, да, сите сме согласни дека во одреден момент треба да разговараме за прогресија во данокот, но не во овој момент и не на овој начин.
Значи на овој начин работите како што се прават само ќе не доведат до дополнителни иселувања, дополнителни барања на начини за тоа како да не се плаќаат даноци, дополнителни размислувања за како да се исплаќаат платите надвор од државата и комплетно капиталот да се изнесе од државата наместо истиот да се реинвестира. И ако сакате да зборуваме за почиткониката индустријата, ве молам, тогаш размислувајте некои 25 други милиони што ќе ги прибереме од некаде да ги инвестираме во иновации и во развој, бидејќи ниедна државна мерка изземајќи го ФИТР не помага кон ИКТ секторот, од секаде изземен ИКТ секторот. За крај, еден ден е убаво да направиме заедничка дебата за сите трошоци кои општо компаниите ги имаат кон државата, за тоа што го сугерираше претходно и господја Арсовска, за да видите уствари вистински со какви се дополнителни трошоци надвор од доноците тие се соочуваат на дневна база. Која е таа усогласеност што тие треба да ја следат, а се многу мали и им е потребна помош од многу аспекти. Добро, така може само да прашам сега, пошто навистина, ве слушав внимателно, имате поенти. Кажавте неколку прашања, неколку работи, прашање, навистина отворено прашање. На кој начин треба да го носиме овој закон? Кажавте дека немате проблем со самиот закон, но со прогресивното данчување, но дека сметате дека начинот не е добар. На кој начин сметате дека треба да се прави? Кога, ако не сега? И третото, како да ви помогнеме? Викате државата не помага доволно, кажете како да ви помогнеме. Значи ги адресира првите две прашања ги адресира претходните говорници. Никој не кажа кога да се носи закон. Можеме да разговараме за од сега за 5 годишна рамка, тоа го искомунициравме од страна на сите комори како рамка временска во склоп на која сметаме дека треба да дојдеме до следно ниво и поголемо ниво на даноци. Значи сега да го донесеме закон да стапи на сила за 5 години? Значи, јас мислам дека воопшто не треба да го донесете законот сега. Никој не е спремен за законот. Океј, малку сте контрадикторни, ама ќе мислев дека треба да донесеме, после викате дека не треба. Океј, добро. Генерално размислуваме дека може да одиме кон прогресија. Значи, вие ми ги вадите зборовите од уста, како што преска му рековте на господинот Боби. Не, ја друго му кажам, дека става зборови во моите уста, нека даде. Значи, и второ, како можете да ни помогнете, ние од ИКТ индустријата веќе го имаме спремен документот со кој ќе ви се обратиме набрзо да не изземете комплетно од плаќање на персонален данок. Да, мислам, тоа е нашето следно Професоре Арсовска, па ќе имаме и неколку прилози кои што ќе ја продлавачат дебата. Супер, баш ме инспирираше дебатата од колегата од Бранимир што кажа. Сакав да кажам поентата она што го кажав на почетокот. Менталната подготвеност за прифаќање на определено решение. Господјата го кажа комплетно со она што го кажа примерот со семејството. Сакав да кажам. Ако не сте прифатени, ако не сте подготвени, ако нема клима, култура на плаќање на даноци, подготвеност да го прифатите новото даночно решение, голема е веројатноста да прибегнете кон сива економија и кон даночни евазии. Или затајување и така натаму. Со она што го кажа господјата, го потврди само тоа, со прашањето како ќе се подготви. Тоа не значи дека технички не може да го подготви бизнисот буџетот. Колега, он најверојатно ќе го подготви и за 2 дена. Работата е дали ќе го прифати решението. Дали ќе може да го свари ментално дека треба да се. Тоа е едната работа и другото беше точно со комората која каже господјата. Што имаме ние од државата? Ако вие не очекувате, зошто во Финска никој не се буни што има 45% оптеретено со даноци? Затоа што се задоволени од услугите јавни. Кај нас услугите не обвинувам ни владата. Тоа треба и еволуција за да се подобрат јавните услуги. И тоа треба 2-3 декади за да се подобри културата во Не, и тоа прашање за дебата. Се зборува за реформа на ефикасна администрација, никој не зборува за отпуштање, сите знаеме дека без тоа не може. Како да ја подобриме ефикасноста, само да го докажам, се извинувам, Боби. Еве само да кажеме една работа. Последната 2016 година само по основ на ДДВ има 228 милиона евра ненаплатени. Од тие 10-20 се од јавни институции, од Македонски шуми и така натаму. Че зборуваме за огромни средства, зборуваме за зголемување на ефикасноста во определени сектори. Ако ги собереме тие, ќе имаме и јавно здравство, ќе имаме и школи, ќе имаме многу повеќе од колку со прогресивно. Значи не сум против прогресијата, јас сум за даночно. Зборуваме за идеолошката дебата и дали е подготвена, како да кажем, популацијата да го прифати решението. Ако го прифатите, вие плаќате данок. Ако не го прифатите, ако мислите дека нешто не е фер во него. Ако не се согласувате, вие ќе барате начин да го избегнете или барем да го намалите, да го затаите или да го намалите со определени манипулации. Но вие на тоа му приоѓате малку од професорско-филозофски аспект. Арсовска беше во некои други настапи, дури и многу побрутално директна, кога рече дека во ред, но од немајкаде или од под притисок, дел од бизнисот ќе најде начин да го избегне тоа. На кратко само.
Ми се допаѓа тоа што ги браните сопствените ставови, тоа е добро за секој, затоа не треба да не замерувате затоа што ние ги браниме своите. Вториот аргумент е, верувам, јас не можам да зборувам од името на останатите, кај нас предоминантно, значи ги застапуваме сите сектори подеднакво и сите региони на Република Македонија подеднакво, меѓутоа предоминантно се микро, мали и средни предпријатија, чии што ставови и ги застапувам и ги бранам, и ќе ги бранам се додека тие го даваат својот глас на нас да ги застапуваме. А вториот момент е, во последните 5 години, колку што можам да зборувам за делот кој што јас го застапувам, за останатите повторно не можам да зборам, ако сте направиле една анализа наназад, секој еден месец имаме минимум, ако не по една до 5 изјави, барање за стопирање на постапките на брзо носење на закони. Секој месец. Значи, истиот третманот, и можам да потврдам лично, за конзистентноста на нашите ставови. А тие се дека истото што се однесувало порано се однесува и за вас. Брзото носење на даноци секогаш покажало во пракса дека има проблеми во имплементација, па после тоа затоа или има големи проблеми, или се враќаат на старите решенија, па причекај да видиме што ќе правиме следно. Зошто го велам ова? Дали видовте дека некој, било кој, во било кој момент ја оспори прогресијата? Не. Значи, дали некој ја оспори прогресијата? Зборуваме моментот на обезбедување на правичност, односно на праведно општество за сите. Дали некого видовте да оспори? Нема таков човек во Република. Само да се доизречам, па после слободно, значи, реплицирате. Не постои таков човек кој што спори дека сакаме да имаме праведно општество за сите. Нема таков. Јас барам во нашите дискусии, на нашите состаноци, ниту еден човек не го оспори тој момент. Меѓутоа, вториот момент е, луѓето, менталната матрица на сите, особено на оние кои што се борат за преживување во овој момент, имаат даноци кои што ги имаат, меѓутоа имаат еден куп на парафискални давачки и најголемата болка на приватниот сектор, како сакате вие сватете го, сивата економија која што е 30% во Република Македонија, не е адресирана воопшто да расчистиме под сива економија кон институциите на власта. Не се работи да влезете во микро, мало, средно предпријатие, фирмичка некоја дуќанче, да му барате мана, додека не најдете што грешил, па да го глобите. Сива економија е тој кој што нема фирма регистрирано, што не е трговец поединец, што не постои во системот, ние ги гледаме каде се, прават огромни обрти во кеш, никаде не ги прикажуваат, влезот им е исто така црн, затоа што тоа веќе не е ни сива економија, него е криминал. И продажбата им е исто така на рака и е сива економија. Значи, тоа е најважното прашање во моментот. Еден човек нема кој што можете да ми покажете пример дека законот за забрана на вршење на нерегистрирана дејност е практично применет во пракса. И не велам дека тоа е ваша вина. Меѓутоа, тоа е нешто кое што треба да има приоритет како решавање на проблем и верувајте дека барем едно 3-40 пати повеќе приходи ќе има државата од тој дел, односно владата, институциите, отколку од ова. Океј, ајде сега само ве молам без прекинување, пошто навистина многу работи кажете. Добре, имате 3 минути за сите одговори. Не, јас сум сериозен, имаме... Значи, се согласувам со многу од работите што ги кажат. Значи, да, јас се согласувам дека законите не треба да се носат брзо. Ама ова не е избрзо носење на закон. 2 месеца се доволно време за носење на ваков закон, да. Не само што 2 месеца се доволни, него имаме постапка која што мислам дека е прилично транспарентна и прилично инклузивна. Значи го имате предлог законот, имаме анализа, имаме инфографици, видеа, инклузивно организираме средби, бевме вчера кај една комора, денеска викавме кај нас во министерството луѓе, инклузивни сме. Така што не би се согласил апсолутно дека го носиме законов на погрешен начин. Второ, сакав уште претходно да го искоментирам Борче тоа што го начна за гуските. Океј, не ми се свија тој термин, но ајде да се држиме, се разбираме на што само да кажеме. Тоа е изреката. Многу е важно да сватиме, да, многу е важно да сватиме и една друга работа. Вие зборувате сите тука кажавте дека луѓето не го сакаат това, не го поддржуваат. Ја не согласувам со тоа. И не само што ја не согласувам лично, него има анкети кои што покажуваат дека не е така. Имаше една анкета јавно достапна на ИРИ пред 2 месеца, кој што ги прашуваше луѓето дали сакате да се воведе прогресивен данок, 63% од луѓето кажаа да.
само 20 и нешто проценти кажа нашите бројки не. кажуваат многу поинаква ситуација. Коморите Добро, се 4 извинувам, не ме прекинувате. адресира, да ви реплицирам веднаш, ја не ви реплицирав пред. 545 компании, од кои ќе дојдеме до тоа. Може се граѓани, може се компании, господи. Како што кажа Борче, мора да правите разлика меѓу граѓани и компании. Не се согласувам Да со правите вас, разлика меѓу граѓани и компании, тоа Значи, прво, навистина ја правам разликата. второ морам да ја потстим една друга работа, дека на избори гласаат граѓани, а не компании. И оваа влада избрана од граѓани. Сега тука јас ќе ве прекинам. И оваа влада ветила дека ќе воведе ваков данок, има обврска да го направи истото. Но сакав друго да кажам, значи не согласувам дека гуските многу крекаат. Не крекаат, граѓаните генерално се за ова. Она што се слуша во јавност е нешто друго, но нема да зборам сега за тоа, биејќи немам премногу време. Но и покрај тоа што граѓаните се генерално за прогресивен данок, јас согласувам со вас, со сите вас, дека треба да се подобри квалитетот на јавните услуги. Апсолутно треба. И здравството, и образованието, сите услуги. Ама пак ќе ве прашам, како да го подобриме ако не собереме повеќе пари? Има една народна изрека, колку пари, толку музика. Не можете вие со ваков мал буџет да инвестирате, да имате најдобро здравство во Европа. Македонија има најнизок буџет во Европа како процент од GDP. 28% е нашиот буџет како процент од GDP, тоа е најниско ниво во Европа. Не можете да нудите јавни услуги кои што се квалитетни со толку малку пари. Така што намерата е токму тоа да ги подобриме јавните услуги. Исто краток коментар околу сивата економија. Апсолутно се согласувам дека сивата економија е голем проблем. Ама сивата економија не се решава преку ноќ. Потребно е време за таа да се реши. Сивата економија во Македонија изнесува околу 30% од GDP, има надолен тренд. И ние сега не се подпираме само на тој надолен тренд, него преземе мерки за неизвино намалување. Многу значен закон донесовме оваа година, исто така нов закон, исто така за многу кратко време, според вас од околу 2 месеца, па никој не реагираше, а тоа е закон за спречување перење пари. Во тој закон има сериозни мерки кои што се токму во оваа насока. Помеѓу останатото се намалува прагот за употребата на готовината од 15.000 евра на 2.000 евра, така што сега го кажувате, нема да може да се прави веќе, односно ќе се намали можноста за употреба на кешот и на тој начин ќе се влие врз намалувањето на сивата економија. Но независно од тоа, исто така мора да сватиме дека не смееме да чекаме да ја решиме сивата економија, да ја искорениме, па после да правиме други реформи. Не може тоа не иде така. Не може тоа исто како да кажете, чекајте да го решиме спорот со името, па после да инвестираме во здравството. Не. На оваа држава се потребни реформи во повеќе политиките си во тој насок. Ајде да тие полиња е токму да бидеме малку поконкретни. Она што има дилеми во јавноста и впрочем различни се изјавите во зависност од тоа кој функционер ги дава, колкава е бројката на опфатот, колку луѓе точно ќе бидат опфатени и колку во масата од приходи на буџетот од персонален данок процентуално учествува оваа група која што сега се таргетира. А потоа ќе проследиме еден прилог кој што ги покажува и сите практични проблеми околу пресметките кои што се случуваат, бидејќи вие имате сега 11 основи на оданочување, имате диференцијација која што е малку поразлична од онаа претходно кога граѓаните влегуваа и во категоријата на ДДВ обврзници, има еден малку поголем хаос. Да, окей. Сите овие работи се содржани во брошурата што објавена на сајтот од околу 25 страни, но еве ќе ги повторам. Значи прво што треба да сватиме дека прагот е поставен на 90.000 денари, тоа е бруто даначна основица и тоа се преспијатува бруто плата минус придонеси минус лично ослободување и тој праг генерално соодветствува со прагот за најдоходовни 1% од населението. Зошто го избравме тој праг? Според вкупниот доход. Според вкупниот доход. Зошто го избравме тој праг? Затоа што анализата покажа и има тука во студијава дека токму на овој праг, на ова ниво на доход се случува намалување на даночната стапка, односно имате тој графикон 4 тука, не знам дали камерите може да фатат. Значи тука на графиконот се гледа, ќе зумирате или да не тука се гледа дека даночната стапка расте се до 99% од населението и потоа за најдоходовните 1% се намалува. Значи прагот е избран генерално за да соодветствува на најдоходовните 1%. Колкав бидејќи правиме повеќе промени во законот, опфатени се на некој начин со промените поголем број на граѓани. Колку? Еве сега ќе ви кажам, сега одам само да го најдам тоа во текстот за да го цитирам. Значи тоа е на страна 22 и тука пише дека околу 453.000 лица ќе имат намалување на даноците,
а 38.000 лица ќе имаат зголемување на даноците. Значи имаме 15 пати скоро, 14 пати повеќе лица кои што ќе имаат намалување на даноците. Океј, не е тоа многу големо намалување, но е своевидно намалување. Од лицата што ќе имаат зголемување. И тоа до 38.000 лица, најголем дел од лицата ќе имаат мало зголемување во смисла, не знам, 100 денари или нешто така. Се гледа на графиконот, на графикон 7 се гледа како ќе се движи даночната стапка по овие категории на граѓани и се гледа дека се до 99% од населението даночната стапка се намалува со реформата, само за најдоходовните. Вие велите 3.000, премиерот вели 9.000, други велат 4.000. Значи во студијата се извинувам, бројка за што? Колку луѓе се директно таргетирани со ова? Значи, окей. Вака ќе одговорам. Околу 500.000 лица ќе имаат промена во нивната даночна стапка, во даноците што ќе ги плаќаат како последица на предложените промени. Од тие лица, 453.000 ќе имаат намалување, а 38.000 ќе имаат зголемување. Од овие 38.000 што ќе имаат зголемување, најголем дел, односно 20 и нешто илјади, ќе имаат минимално зголемување, а позначено зголемување ќе имаат единствено најдоходовните 1% од населението, односно околу 10.000 граѓани. Најдоходовните 1% од населението ќе имаат зголемување на нивната даночна стапка за 4% поени, од моменталните, не знам, 8, нешто на 12, нешто. Останатите имаат или иста даночна стапка, или намалување на даночната стапка. Одиме со прилогот на колешката Нина Фидановска околу практичните проблеми кои што произлегуваат, односно сите дилеми кои што се околу начинот на пресметка, па да го отвориме и тој дел од дебатата. И меѓу богатите ќе има разлика во плаќањето данок на личен доход. Оние што заработуваат многу повеќе, ќе плаќаат и многу повеќе данок, за разлика од условно речено оние послабите, кои едва ја надминале границата. Со помош на даночниот експерт Павле Гацов, пресметуваме за колкава плата или други приходи од труд над граничниот износ, колкав данок дополнително ќе се плаќа. За нето плата, на пример, која идната година ќе изнесува 89.000 денари, ќе се плаќа само првата стапка од 10%, и во тој случај данокот ќе биде 9.000 денари, но за плата од 100.000 денари, граѓанинот ќе биде оданочен со вкупна сума од 11.415 денари. Многу поголем данок на државата ќе треба да и плати оној што месечно заработува 200.000 денари. Тој вкупно ќе биде оданочен со дури 33.366 денари или 9.000 денари по стапката од 10%, а преостанатата сума ќе му биде оданочена со 18% или ќе плати 24.366 денари. Оној пак што има среќа да заработува 5.000 евра месечно или 300.000 денари, на државата ќе треба да ја даде уште повисока сума данок, дури 55.317 денари. Доколку покрај од платата некој има и приливи од авторски хонорари кои варираат од месец во месец, УЈП ќе му пресмета колку данок тој ќе треба да доплати. Ако едно лице од повеќе исплатувачи добива доходи во текот на еден месец, самиот исплатувач иницијално кога го исплатува доход не знае дали тоа лице во текот на месец ќе собере 90.000 помалку или повеќе. Ако иницијално исплатувачот плати 90.000 и повеќе, ќе треба прогресивно да ги оданочи. Меѓутоа ова лице може од други 4-5 места да остварува, не знам, авторски договор на дело и така натаму по 30.000, да кажеме. Во таков случај иницијално се плаќа од исплатувачот само 10% персонален данок на доход, а овој граѓанин на крајот од годината, кога ќе се соберат сите доходи по сите основи, ќе има, можеби, да доплати персонален данок затоа што е поминал граничната линија од 1.080.000 денари. Во тој случај, овој граѓанин ќе добие решение од УЈП во кое ќе стои колку треба да доплати за данокот од личен доход, а може да има и спротивна ситуација на вашата трансакцијска сметка да легнат преплатените пари. Ако во текот на овој месец заради посебни заслуги добиете награда, плата од 250.000 денари, а сите следни месеци ви се 25.000 денари платата. Вие 25.000. Месецот кога имате 250 ќе платите прогресивен данок. Исплатувачот, фирмата ќе плати за вас. Кога ќе ги соберете, вие ќе бидете помалку од 1.080.000 денари. Управата мора да ви врати персонален данок. Дали државата двојно ќе ги даночи своите граѓани, еднаш со персоналец, друг пат со ДДВ?
Секое физичко лице што има годишен приход над 1 милион денари влегува и во категоријата на ДДВ обврзник. Ова се различни видови даноци и во теоријата не се смета за двојно оданочување, вели Гацов. Сепак, за ДДВ се регистрираат лицата што остваруваат авторски хонорари и договори на дело, членства во управни одбори и надзорни одбори, како и закупнини. Во овие приливи не влегува само платата, а влегува дури и платениот персонален данок. Значи може да се случи оној што платил 18% како ДДВ обврзник и плюс 18% како данок на личен доход да биде оданочен со 36%. Кај ДДВ-то, според мене, водењето на целиот процес од аспект на граѓаните не е добар. Значи некако премолчено, одеднаш со толкувања, стари решенија што не се променети за запирка, се прифаќаат како се нови и за прв пат да влегуваат во сега. Прилично погодени со новите стапки од 15%, ќе бидат погодени и оние што земаат пари од кирии. Оние што плаќаа ефективна даночна стапка сега, 7,5%, затоа што имаше нормиран трошок 25%. Во новото решение ќе плаќаат персонален 13,5%, тоа е зголемување од 80%. Данок од 15% ќе се плаќа и на каматите на штедните влогови од 2020 година, ако приходите од камата годишно надминале 15.000 денари. Како ги враќате назад во тоа? Ете, тоа беше уште една пресметка што се обидовме да ја направиме и особено околу делот за кој што имаме сега недоумица во дел од јавност околу тоа мешање на ДДВ обврзници, бидејќи ако се гледаат категориите според тој данок и категоризацијата според овој закон имаме мало разместување, така што веројатно на секој ќе му треба помош од сметководител за да си ги изравни сметките. Имаме уште времето ни е се помалку, а очигледно она што рековте на почетокот дека и 2 часа се малку ќе биде вистина. Подиме со уште еден круг на прашања околу тоа, еве, од каде други приходи за поефикасни услуги на државата, бидејќи очигледно станува збор за мал процент, 1% и ефективно очекување дека ќе се соберат околу 25 милиони. Да одиме уште по еден круг, па одиме на реклама. Јас прво само би сакала да адресирам нешто претходно што беше спомнато, а тоа е дека за сивата економија решавање треба период и процес, а за ова другово некако не треба. Меѓутоа нашиот став е дека дефинитивно треба. И кадрите се уште се осеќаат пенализирани со ваквиот пристап, особено што иката кадрите не го заработуваат својата плата на база на грбот на други работници, туку напротив постојано инвестираат во себе, се доквалификуваат, постојано следат обуки и така натака. Така што вие на некој начин го казнувате тој што навистина многу инвестира во себе и плюс го нарекувате богат, што воопшто не е така, бидејќи кадрите работат за странство и во таа насока тие мора да се мерат со цените кои што се на странскиот пазар. Значи, зошто да работат за странци, да земаат наши плати? Второ исто нешто што сакам да адресираме дека пресметкава што туку што ја видовме е земена за една компанија по лице, но кога ќе размислите колку лица ќе бидат внесени во системов што земаат над 90.000 денари, еден поединец како треба да си пресмета сам за себе. Нешто што не објаснивме е дека за голем дел од компаниите за да ги задржат вработените ќе треба да ја превземат оваа дополнителна даночна стапка која ќе треба да се плаќа и нема да ги остават вработените тоа да го прават за да не се заменат, ќе ја превземат и кога ќе мултиплицирате сума пута 50 вработени кои што земаат одредена плата над 90.000 денари, ќе дојдете до месечни сериозни дополнителни давачки од страна на компаниите кон државата. Така да би ги оставила колегите. Значи, одлично ова што го кажа господјата, точно тоа сакавме точно јас би сакал тоа да го потенцирам. Од каде потекнува револтот поврзан со ова? Ако ме прашате мене лично, прогресијата е блага. Дека ќе предизвика точно е за IT, прилично се сензитивни овие индустрии, меѓутоа генерално дека ќе се масовно брейн дрейн и иселување, јас мислам дека е преака констатацијата за мене. Јас разговарав со околните земји кај што имаме различни индустрии кои кажуваат дека тешко се сопира миграцијата дури од најразвиените земји во развиените земји. Значи, меѓутоа од каде потекнува на другото? Потекнува од тоа што има повеќе начини да се соберат приходи.
многу повеќе отколку што може да соберете од прогресивниот данок. Тука се скромни приходите, прогресијата е скромна, јас не мислам дека има страшен ефект. Лично мене ми е повеќе идеолошката дебата и дека може да се преземат други 10 чекори пред да влезете вие во даначна реформа. Каде е ефикасноста на државата? Само зголемување на ефикасноста на инфраструктурните проекти. ММФ направи една проценка. Јас направив собствена пресметка. Ако се зголеми ефикасноста на инфраструктурните капитални проекти, ќе имате од 0,5 до 0,8% поени поголем економски раст од година во година. Јас пресметав дека од 2014 до 2020 година ќе соберат 200 милиони евра само ако зголемите ефикасноста поврзана со капиталните објекти во Република Македонија. Тоа е едната работа. Рак раната, сега се фативте. Не, ова зборувам хипотетички од каде. Која е другата основа? Дали сте ги видели Државен завод за ревизија и извештаите? Има ненаплатени дозволи до животна средина. Има во јавни предпријатија дел ненаплатени огромни приходи за казни, неефикасно работење, односно со истите јавни расходи можеме да направиме многу повеќе приходи или треба да собереме многу повеќе приходи. Имаме и ребаланс за простување на долгови на општини, меѓу друго. Ме сваѓате, пред да влезете во даночна реформа, да видеа граѓаните дека тука намалување на сивата економија е страшна. Промената на законска регулатива, непрецизна легислатива предизвикува сива економија, евидентирање на оние компании, посебно IT индустријата е најмногу загрозена. Они ги гледаат своите колеги кои плаќаат многу помалку данок, а заработуваат многу повеќе, а не мора да плаќаат данок. Значи, ако ги видевме чекорите предходно, преходите година, две, дури од преходите влади многу посилно, даночната реформа ќе ја примеа многу пооправдано. Јас за тоа мислам дека има огромен, да не го спомнеме данокот на добивка. Се јако зборуваме со компании, мора да зборуваме за трансферни цени, да не зборуваме колку голем потенцијал има тука за да се соберат дополнителни приходи. Го правиме тоа, Борче. Како? Го правиме тоа. Предпоставувам дека го правите. Меѓутоа, за големите пари, за инвестиции во школи, во здравство, во граѓања и така натаму, едно е приходите, меѓутоа од друга страна, истражувањата покажуваат дека зголемените јавни приходи не значат намалеа нееднаквост и подобри јавни услуги. Нема некоја голема побрзаност. И претходната влада се задолжуваше и вложуваше, зголемуваше пензии, правеше, меѓутоа ефикасноста на јавните услуги не им беше на ниво. Значи за да обезбедите ефикасни јавни услуги ви треба силна администрација, не само пари. Ви треба капацитет на институциите. Вие може да им дадете повеќе пари и тие пак да не ја исполнат ефикасно својата јавна услуга спрема бизнисите и спрема граѓаните. Значи треба да се работи на повеќе планови и затоа претпоставам ќе имаме време да дискутираме кои се критичните точки, ако веќе сте решиле да го терате решението, треба да се борите на уште 10 фронта за да падне притисокот на завршните зборови. Одиме со Арсовска, што е сега поголем проблем? Проблем е прагот или проблем е времето и начинот на кој што сето ова се спроведува. Бидејќи нема да имаме време, ние имаме анкетата што ја спроведовте ја спроведе и Комората на Северозападна Македонија. Жал ми е што не можам да ја пуштам тука. Заеднички ја спроведовме сите 4 комори, да биде нагласено. Тогаш после рекламите ќе ги предочите вие деталите, бидејќи прилогот е малку подолг со конкретни предлози. Накратко, претходно го споменавме. Делот на сивата економија. Свесни сме дека администрацијата е се потребни приходи како би можело да функционира и да биде поефикасна и поефективна, што е и целта, нели, нормално да ни дадат соодветни услуги, затоа што мора да бидете свесни дека ниту за прогресијата, ниту за данокот, гледате во овој дел, луѓето не коментираат кога имаат олеснувања во деночувањето, односно кога имаат одредени бенефити кои што можат да се пребијат со тој данок. Америка е најпрост пример кој што можете да го видите, таму даноците се 40%. Имате земји во Западна Европа каде што се и до 70%. Не дека се случува некоја евазија, меѓутоа таму знаете во Америка како имате такс ретерн вие на крајот од годината и покри 40% данок, кога имате бенефити со кои што можете истото да го прибиете, може да стигнете и до 0 данок да платите на државата. Значи, се е тоа на начинот на присметка, меѓутоа, во секоја една реформа, затоа и таа се вика реформа. Најпрвен треба да се слушнат мислењата на сите. Треба најпрвен луѓето менталната матрица да им ја подготвите за тоа што им следи. Не од денес за утре. Несигурноста е основната болка на секој. Нема време да се подготви. Сивата економија е таква каква што е, а најпоследното и најважното, продуктивноста на компаниите треба да се зголеми. Треба да се најде начин како овие кои што работат легално на пазарот и се мачат секој еден ден да обезбедат плата за себе и за сопственото семејство, да им се овозможи како да ја зголемат продуктивноста и на крајот да имаат нешто од тоа што го работат, а не само да работат за плата, да обезбедат како да си купат сопствено живеалиште, да обезбедат како да си купат возила, да обезбедат како подобро да живеат. И тие во ниеден момент нема да сакаат да оштетат државата или институциите. Јовановиќ, прецизно бележевте, но и ние имаме обврски, а тоа се реклами, ќе одговорите после рекламите.
Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Многу отворени прашања, многу ќе останат и неотворени со оглед на времето, но бидејќи еден од главните аргументи беше околу тоа има или нема време, а во интерес на времето за да се подготват компаниите околу целата реформа, а во интерес на времето кој што ние го немаме во оваа емисија, целиот фактограф го кратиме само на изјавата на премиерот Зоран Заев дадена на 9 септември. Самиот договор со Грција донесе потреба да донесеме одлука за одложеност на дебатата, заради тоа што многу малку граѓани, деловни луѓе ќе слушнаа за потребата, деталите, суштината на ваква даночна реформа, која што е сериозна работа. Ако нема доволно време, нема да брзаме ништо. Значи, една од условите, ако одлучиме да почнеме со прогресивниот данок, односно граѓаните потврдат потреба од ваква даночна реформа, еден од условите е да дадеме доволно време на подготовка на економијата и на граѓаните за една ваква даночна реформа. Еден од условите е да дадеме доволно време за подготвување на граѓаните и на компаниите за една ваква даночна реформа. Изјава на премиерот на 9 септември, 4 стопански комори велат не сме подготвени, ќе има повеќе штетни последици. Изјава на премиерот Заев од завчера, не се откажуваме, одиме понатаму, даночната стапка не се намалу, предложените стапки нема да се намалат. Чому толку брзање? Воопшто не е брзање, кажав, имаме 2 месеца. Ја не знам некој друг закон во оваа држава да бил донесен во толку долго време и со волкава дебата. Значи, тие 2 месеца го борим, не се малце време. Дополнително на тоа, ја мислам дека ние не престанавме да збориме за прогресивниот данок уште откако дојдовме на власт. Откако ја влегов во министерството, мене постојано ме прашуваат само за тоа, за кога ќе го введат прогресивниот данок. Така што не мислам дека воопшто брзаме. Штета што немавме време да го пуштиме целиот прилог. Да, вие отпочнавте дебатата, комората ви праќа, сите 4 комори ви праќаат едно писмо. Тоа писмо е 4 дена пред изјавата на премиерот, значи некаде во почетокот на септември, па премиерот вели ќе ја одложиме дебатата, но и кога ќе завршиме со референдумот ќе видиме, ако треба време ќе го оставиме. Значи... Сега последниот став е одиме на 1 јануари. И вие сам рековте стапува на сила на 1 јануари неколку пати. Така е ставено во законот. Не може сега тука да се лажеме. Во законот, во предлог законот стои дека ќе стапи на сила од 1 јануари. И ви кажувам, тоа е сосема доволно време. Но друго сакав да кажам, значи беше кажано ќе биде одложена дебатата. Еве ја одложивме дебатата, не самиот закон, туку дебатата. Ја почнавме пред некој ден. Друго што беше кажано, да, коморите испратјат некое писмо, имаше таа студија што ја зборувате, имам кај мене, ја разгледав многу детално, многу темелно, но мислам дека и коморите сами го менуваат своето мислење, почнуваат да го менуваат своето мислење. Вчера бевме на средба кај една од коморите, сега ја не можам да зборувам премногу за тоа кој е нивниот став, но мојот впечаток од таа средба е дека тие веќе се согласни дека овој данок треба да се спроведе оваа година и да почне да се применува од наредната година. Во соопштението што беше објавено, повише кажува тоа што не е кажано, не е напишано, отколку тоа што е напишано. А не е напишано дека тие се противат на данокот. Состанокот беше зад затворени врати, во соопштението пишува, ние бараме од владата во пред се да работи во насока на обезбедување на подобар квалитет на јавните услуги, да се искористат сите расположливи можности за рационализација на расходите, пред се рационализацијата на процесите на државната администрација и понатаму се бара истото да се одложи. Во конкретниот случај, предложената даночна реформа е презентирана на почетокот на месец ноември, па на помалку од 6 дена до започнување на нова фискална година. Тоа ќе предизвика проблеми и сериозни импликации врз предвидливоста и стабилноста на деловното обкружување. Тоа е тоа што го напишала Стопанската комора. Што сте се изборувале зад затворени врати, можеме до утре сабајне да се расправаме. Дали ти очекуваш дека Стопанската комора ќе излезе со соопштение во кое што ги каже воведете го данокот? Па се разбира дека мора да излезе со него соопштение кое што ги во оваа насока. Но оно што е клучно е дека тука не стои, ние сметаме дека треба да се одложи примената на законот или треба да се одложи донесувањето
донесувањето на самиот закон. Тоа е клучно. Тоа не стои и ја тоа го толкувам како нивно согласување со ова. Жал ми е што нема повеќе време за да одговорам на многу од прашањата, аргументите кои што беа изнесени, иако се договоривме нели пред емисијата дека ќе ми дадеш доволно време пошто нели сам против сите. Но окей. Тоа е убавината на жешкото столче. Одиме со по 15, ама буквално по 15 секунди, еве испрема другите гости сум ригорозен, што може да се смени, бидејќи очигледно е дека многу малку може да се смени. 5 години ги тераме фрилансерите и повеќе да се регистрираат и да почнат да ги примаат парите во македонските банки. Сега кој аргумент да го користиме за тоа? Значи дефинитивно остануваме на ставот персоналниот данок за ИКТ секторот комплетно да се изземе. Професор, тешко е на професор во 15 секунди. Тешко е во 15 секунди, меѓутоа јас само ќе набрам неколку точки кои ако веќе го тераат решението, кои може да помогнат во поефикасно подготовка на теренот за ова да биде ефикасна даночна реформа. Мора да се подобри даночната администрација и нејзината ефикасност. Мора да се елиминираат легалните дупки во сите законски прописи поврзани со даночната регулатива. Механизми за политички влијанија во економијата мора да нема политичко мешање, бидејќи овие прогресивни системи овозможуваат и такво нешто. Елиминирање на често менување на регулативата. Корупцијата во системот и сивата економија мора да се адресира подхитно. Зголемување на транспарентност и отчетност работите на тоа ќе кажете, утврдување на нивоата на индивидуално богатство и да почнете со третирање на луксузот, богатството и имотот на друг начин, односно тамо да се охрабрите многу посилно да удрите отколку по персоналните доходи, култура на плаќање на даноци и ова ми е најважно за колешките, комбинирање на мерки со поттикнување на приватната иницијатива и понудата на труд. Затоа што ако не ја поттикнете приватната иницијатива, а има докази сериозни, емпириски, дека може да го отапи економскиот раст на среден рок и дека може да намали приватната иницијатива, да влие на намалување. Не значи дека ќе се случи, меѓутоа вие морате да ја охрабрите приватната иницијатива. Те молам дај ми ги овие затоа што не сум да ги запишам сите. Добро, не се кирајте, ќе ги добиете. Така. На кратко, пред малку споменавме дека ставот на приватниот сектор е тој, вие рековте сте правеле некоја анкета меѓу граѓаните, само да ве потсетиме и ние сме граѓани. И малите и средните предпријатија се формирани и основани од граѓани, вработуваат граѓани. Значи сите ние имаме покрај тоа што работиме во приватниот сектор, исто така сме и луѓе кои што учествуваат како даночни обврници, не само со компаниите и како правните лица, точно, меѓутоа и како физички лица. Јас верувам дека вие доколку убаво ги запознаете граѓаните со што се опфаќа овој закон, а тука е во делот на оданочувањето на продажбата на земјоделските производи, во делот на оданочувањето дополнително на каматите на штедните влогови, во делот на авторските и сродните права, интелектуалните права и така натаму, и сите овие тука на спомнати ставки кои што ги менувате во промената на законот, дека можеби доколку им е појасно, ќе бидат малку порезервирани, затоа што и на крајот од целава ситуација треба да имате разбирање дека доколку не се подобри борбата во овие сектори каде што ви кажуваме дека имаме проблеми, а тоа е борба против сивата економија, а од друга страна борба за зголемување на продуктивноста на предпријатијата, ќе се соочиме со отпуштање на работници. Повторно ќе имате незадоволни граѓани. Така да ги адресираме сите. Во 15 секунди, бидејќи премиерот беше јасен, не отстапуваме од стапката данокот ќе се законот ќе се носи, во кој сегмент има ли воопшто простор за било какви проблеми? Ќе те терам утре да ми снимиш изјава за да одговорам на сите работи на кои што не можам да одговарам вечера. Океј, значи моја последна порака за вечера. Оваа даночна реформа што ја предлагаме е чекор во насока на градење на праведно општество. Со оваа даночна реформа ќе се обезбедат повеќе пари за помагање на оние на кои што најмногу им треба помош, односно за борба со сиромаштијата, за воведување на гарантиран минимален приход. Со оваа даночна реформа ќе се намалат социјалните разлики во ово општество, ќе се зголеми човечкиот капитал во држава, преку сето тоа ќе се поттикне економскиот раст и ќе се зголеми вработеноста во државата и преку сето тоа ќе се подобри квалитетот на живот на сите нас. Оваа даночна реформа е за доброто на сите нас. Прашањето беше, го има тоа во брошурата, ќе ја прочитаат сите. Прашањето беше, има ли можност за какви било измени во ова што е предложено? Се разбира дека има можност, па нема да правиме ние како да кажам театар, се разбира дека има. Веќе добиваме конкретни сугестии, коментари кои што сериозно размислуваме да ги ставиме во законот. Сега нема да навлегуваме во тоа, но се разбира дека има можност за одредени измени. Она што зашто ние цврсто стоиме дека
овој данок треба да се воведе и ќе се воведе и затоа што тоа е исправно морално и затоа што тоа е добро на сите и затоа што тоа е изборно ветување и имаме обврска да го реализираме и затоа што постои во сите развиени земји кон кои што ние се стремиме. Значи тоа е нашата, да кажеме, црвена линија, а одредени промени во текстот се разбира дека може да има. Ви благодарам на сите во секој случај за учеството во вечерашната дебата, иако и времето очигледно е прекратко за сите прашања, особено нешто не ги допревме оние кои што најмногу ги засегаат граѓаните, а тоа е сегментот на одоначувањето на земјоделските производи и особено на штедните влогови. Тогаш веројатно, иако тоа се одлага за 2020 година, тогаш веројатно реакциите ќе бидат и побројни отколку што се сега. Но во секој случај има и натаму време за дебата. Ви благодарам на сите. А вам за вниманието.